Кој од македонската влада предводена од СДСМ, актуелната на Ковачевски или претходната на Заев, стои или барем го поддржува отворањето на бугарски клубови и здруженија во Македонија? Зоран Заев јавно како премиер во видеоинтервју за бугарски медиум призна дека тој нема каков било проблем во промоцијата и отворањето на разни бугарски центри во земјава. Македонско-булгарските здруженија прават нешто, јас ги отварам, јас сум секој пат таму, заради тоа што тоа се мои пријатели. Неговиот наследник на функциите, премиер на Македонија и претседател на СДСМ, Димитар Ковачевски, како никогаш да не ја слушнал оваа изјава на Заев. Кои се луѓето што го прават тоа? Јас не ги знам луѓето кои се, меѓутоа сигурно не се блиски и поврзани до Социјалдемократскиот сојуз. Дали поранишниот и сегашниот премиер никогаш не разговарале за идеологијата која ја објаснува потребата за постоење на СДСМ, или само имаат крајно спротивставени гледишта за темелите на кои почива постоењето на партијата? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е партија која што е втемелена на народно-ослободителната борба на државата. Бугарски и македонски војски ослободуваат територии на, знаеме, Крива Паланка, Куманово, целиот регион, Скопје и во целиот овој дел. И конечно, дали е провокација отворањето на бугарски клубови во Македонија, со имиња на соработници на фашисти, или пак тие се дел од некаква заедничка македонско-бугарска историја? И тука, според искажаните ставови, Заев и Ковачевски се однесуваат како првпат да се виделе на примопредавањето на функцијата. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. Сметам дека отварање на културен центар треба да носи име на некој кој што зближува, а не на некој кон кој што граѓаните во оваа држава имаат негативни чувства. Заев и Ковачевски може би имаат или сакаат да остават привид дека имаат различни ставови за многу прашања од суштинска важност за македонската самобитност. Но тоа не го менува фактот дека во Македонија веќе постои бугарски клуб со името на Ванчо Михајлов, а од вчера и царот Борис III се од домаќи во Охрид. И во двата случаи македонските граѓани бурно протестираа и се противеа, препознавајќи агенда на тивка бугаризација и асимилација на македонците. Но се чини дека нивниот револт не е на линија на официјалната македонска политика, која смета дека членството во Европската Унија нема алтернатива, без оглед на загубите и поразите, што би можеле да се случат попат.